SpaceX го одложува Марс за сметка на месечината. Компанијата на Илон Маск ги менува приоритетите и ги пренасочува ресурсите кон мисиите на месечината во рамки на програмата Артемис. Нови стратешки цели. Приоритет: беспилотно слетување на месечината е планирано за март 2027 година. Технологија: ракетата Starship прво мора да ги демонстрира способностите за преточување гориво во орбитата и безбедно лунарно слетување. Причина: пренасочувањето е стратегија за намалување на техничките ризици и заштита на репутацијата пред инвеститорите. Финансии и конкуренција. Вредноста на компанијата достигна $1 билион, што бара остварливи резултати. Истовремено, забрзаниот развој на кинеската вселенска програма создава притисок за побрз американски успех на месечината. Заклучок. Иако Марс останува долгорочна цел, патот до него официјално ќе се трасира преку поблиски и посигурни лунарни мисии во наредните неколку години. Моја, роботот кој премногу личи на човек. Кинеската компанија DroidUp го представи хуманоидниот робот Моја, кој предизвика вознемиреност кај јавноста поради својата неверојатна реалистичност и човечки реакции. Клучни карактеристики. Мимикрија. Роботот користи микроекспресии на лицето, се насмевнува и одржува директен контакт со очите на соговорникот. Физички опис. Со висина од 1,65 см и тежина од 32 кг, има пропорции на возрасен човек. Биометрика. Одржува телесна топлина до 36 степени, а неговиот од е 92% идентичен со човечкиот. Зошто е важен овој проект? Моја е пример за отелотворена интелигенција која размислува и действува во физичкиот простор. Иако кај многумина буди нелагодност, овој робот ја најавува иднината каде машините тешко ќе се разликуваат од луѓето.